Добре дојдовте во емисијата 360 степени. Ова издание не го реализираме од студиото на телевизија Алса, туку од зградата на владата. Гостува премиерот и председател на СДСМ Димитар Ковачевски. Во интервјуто ќе се фокусираме на два корпуса прашања. Едниот поврзан со политичката динамика дома и вториот поврзан со тензиите во односите со Бугарија. Премиере, благодарам за ова интервју. Ви благодарам на поканата и добре дојдовте во зградата на владата. Благодарам. Моето прво прашање ќе биде колку сте близко или далеку од влез на Алијанса за албанците во владата. Благодарам за ова прашање. Тоа е една од темите која што е прилично експлоатирана во јавноста со причини, бидејќи има динамика во собранието во однос на коалицирањето помеѓу партиите. Јас кога разговарам и кога зборувам за политички партии кои се дел од владата и кои што би се придружиле до владата, се придржувам до едно генерално правило, а тоа е дека прво интересот на државата, на граѓаните, на народот и спроведувањето на сите мерки кои што се потребни за унапредување на стандардот, справување со економската криза, зголемувањето на инвестициите се практично мотивите и водилката од која што се води секоја политичка дебата. Тука би сакал да истакнам дека мојата работа во текот на целата измината година е фокусирана на три генерални теми, а тоа е прво справувањето со енергетската криза и заштита на животниот стандард на граѓаните, при што никој не беше оставен сам и нема да биде оставен сам. Второ, тоа е енергетската транзиција и инвестициите во сите сектори. Вие знаете дека минатата година имавме највисоко ниво на инвестиции во историјата на независна Македонија, 465 милиони евра, многу повеќе од времето кога се мислеше дека имаме најголемо ниво на инвестиции, како например во 2014 година. Ако го испоредиме, минатата година во споредба со 2014 имаме повеќе 167 милиони евра инвестиции и тоа во најкризната година. И третото е спроведувањето на скрининг процесот и непречено одвивање на европските интеграции на државата со оглед на тоа дека во јули минатата година конечно после 17 години отпочнавме преговори со Европската унија. Тоа се трите основни претпоставки, нормално дека работиме и на други теми, меѓутоа ова се трите клучни, врз основа на кои ја градиме и политичката активност на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, исто така и на коалиционата влада која што ја предводиме. Јас во низа изјави и како премиер на владата и како председател на партијата, меѓутоа и други коалициони партнери кои што се дел од владата, имаме дадена изјава дека сите политички партии кои што се наоѓаат на оваа агенда, а тоа е непречено одвивање и носење на одлуки во насока на зачленување на Северна Македонија во Европската унија, се добре дојдени во владата. Меѓутоа, за да тоа се случи, прво мора да се програмски да се усогласат политичките партии и второ кадровски да се усогласат, така да до овој момент такви разговори за програмско и за кадровско усогласување со потенцијални нови партнери во владата нема дојдено. Вие конкретно прашувате за Алијанса за албанците, бидејќи тоа е тема која што се експлоатира во јавноста. Алијанса за албанците е една од политичките партии која што го поддржа предлогот на Европската унија во однос на стартот на нашите преговори. Тие секогаш декларативно, меѓутоа и практично докажувале дека се за интеграција на нашата држава во Европската унија. Едно такво проширување се разбира дека би значило зголемување на фронтот на сојузот на политички партии кои што се за Европска Македонија. Истовремено тоа би значило поголемо изолирање на политичките партии кои се против Европската унија и дури и против зачленувањето во НАТО, а тоа се Левица и ВМРО ДПМН, кои што на една страна Левица и декларативно и програмски е против европски и евроатлантски интеграции на државата, а ВМРО декларативно е за, меѓутоа со сите постапки во текот на изминатите децении е против. Вие велите дека ова го правите во интерес на државата и граѓаните, други велат Алијанса ќе го спасува Ахмети од огнените, Ковачевски ќе продолжи поданички да се однесува кон Ахмети, па заедно ќе се спасуваат од огнените и од други незадоволни пратеници во актуелното владеачко мнозинство. Што велите вие за овие наводи? Вие кажавте неколку тези. Прва во однос на тезата која што ВМРО ДПМН ја пласира за одредени односи во владата. Тоа е одговор на
на она што јас го говорев на повеќе од 20 митинзи низ државата, кои што ги организираше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на кој што јас бев говорник, инаку вкупно беа 79, и каде што многу јасно кажав дека на нашиот европски пат постои една опасност, која што опасност е во популизмот, кој што го шири партијата Левица и нивниот лидер, и дека ВМРО ДПМН заради немањето на став станува практично заложник на политиките на Левица и секој ден се надпреваруваат кој ќе има по популистичка изјава. Од друга страна, не може да се зборува за било какво влијание на еден врз друг политички субјект кога се зборува за ДУИ и за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија или за председателот на ДУИ Али Ахмети и председателот на Социјалдемократскиот сојуз, од причина што кога ќе ги погледнете нашите програми и кога ќе погледнете на нашата реторика, тука нема суштински разлики. И едната и другата политичка партија беа и се за членство во НАТО, најголемиот безбедносен сојуз во светот, одбранбен безбедносен сојуз во светот. Двете политички партии се за интеграција на државата во Европската унија и учествувавме нормално заедно со сите други коалициски партнери во досењето на одлуката за прифаќање на европскиот предлог, носењето на заклучоците во собранието и секако спроведувањето на скрининг процес. Да, но сега така да не постои тука не постои влијание каде што има разлика и едниот да му влие на другиот во генералните насоки. Колку пратеници во моментот брои парламентарното мнозинство? Во моментов парламентарното мнозинство брои 64 пратеници. Тогаш имате ли потреба, ако е така, да го ширите парламентарното мнозинство? Секогаш постои можност и постои потреба заради окрупнување на одреден блок кој што има визија и цел да влезат нови политички субјекти. Тоа веќе го кажав. Тоа ќе значи зголемување на ефикасноста на работата на собранието, со оглед на тоа дека имаме голем број на реформски закони кои што се дел од пристапувањето кон Европската унија, бидејќи скринингот тече, меѓутоа веќе откако завршуваат кластерите со скринингот, ќе се знае кои реформи ќе треба да се прават врз основа на извештаите на Европската унија, првите за 3 месеци ќе стигнат, ќе се зголеми ефикасноста на самите институции, кадрско освежување и така натаму. Меѓутоа, за да тоа се случи, мора да се остварат одредени принципи кои што ги застапуваат сите политички партии дел од владата и нормално да се постигне договор на база на политичка агенда и на база на кадровска агенда. Дали сепак реалноста во собранието е поинаква? Дали имате реално проблем со мнозинството? И моето подпрашање тука е, ако немате, тогаш зошто еве Алијанса ви правеше кворум, да речеме, на последната парламентарна сесија? Прво, обврска на секој пратеник во собранието е да присуствува на седница во собранието. Кворум се прави заради собранието, работата на собранието, не заради владата. Тоа што ВМРО ДПМН го прави во текот на изминатите 2 и повеќе години не е правило. Тоа е исклучок кој што не постои никаде во светот. Зошто? Бидејќи тие пратеници се избрани од народот да ги представуваат во собранието, не да ги представуваат пред собранието. Второ, пратениците добиваат плата за работата која што ја извршуваат. Трето, тие треба да се внатре во салата. Тоа е одговорноста на ВМРО и за тоа ги прашуваме ВМРО, да, но ако е стабилно вашето мнозинство, вие нема да имате проблем со кворумот во собранието. Во текот на одредени денови има пратеници кои што се на службен пат заради представување на државата, односно на собранието во меѓународни мултилатерални институции. Има дел од пратеници кои што од објективни причини не можат да присуствуваат. Премиере, ама има и пратеници, припадници на така наречената огнена група во ДУИ, кои што отворено се противат со конкретно кадровски решенија во вашата влада. Има членови на вашата коалиција, на СДСМ, кои што покажуваат дистанцирање од одредени политики на владата. Во текот на изминатите 3 седници кои што се одржа овој месец, сите коалициони партнери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија присуствуваа на седниците. Ако зборуваме за пратеничката група на ДУИ, пратеничката група на ДУИ нема пратеник кој што има забелешка на работата на владата, на генералните насоки, на остварувањето на европските интеграции, на начинот на справувањето со енергетската, економската криза и така натаму, и ниту еден пратеник од пратеничката група на ДУИ или од било која друга пратеничка група која што е дел од владиното мнозинство
нема искажано било каква резерва или став во однос на владиното мнозинство. Што се однесува до дискусии кои што се водат натре во политичките партии, јас навистина не би можел да ги коментирам, бидејќи нашите политички партии, особено оние кои што се дел од владата, се демократски партии, тие дискусии ги водат во своите тела и помеѓу своето членство и нормално дека одлуки носат таму на кои што никој не може да им се меша, бидејќи тоа се дискрециони одлуки на политичките партии. Идејата за евентуален влез на Алијанса има своји противници и во владеачката коалиција. Едната групација се партијата Алтернатива, втората се веќе ги споменавме Огнените од ДУИ, третата се Павле Тројанов, не знам дали со него има и други пратеници. Моето прашање е дали Алтернатива останува или заминува од владата при евентуален влез на Алијанса и како помина средбата што со Ахмети и Гаши имавте пред некој ден? Прво, Алтернатива е дел од владата и Алтернатива и програмски и кадровски е интегрирана во владата, бидејќи да не заборавиме, Алтернатива има два значајни ресори кои што ги води во владата, тоа е и здравството и информатичко општество и администрација. Вие знаете дека на почетокот на мандатот ние се справувавме се уште со корона кризата, што успешно го направија кадрите дел од клиничкиот центар и од клиниките кои што беа задолжени, затоа е уште еднаш голема благодарност до целиот медицински персонал и тимот во Министерството. Второ, во Министерството за информатичко општество и администрација се отпочнати веќе реформите на јавната администрација. Министерството за економија, Министерството за земјоделие и Министерството за информатичко општество се дел од пилот проектот. Ние веќе носиме одлуки со кои што се прави реорганизација на секторите внатре со цел зголемување на нивната ефикасност, со цел намалување на бројот на одредени сектори преку нивно интегрирање и се разбира зголемување на продуктивноста и давање на подобри услуги на граѓаните. И тоа е процес кој што ќе продолжи. Зошто се овие изјави на незадоволство кои што ги слушаме и од генералниот секретар на Алтернатива и од пратеници на Алтернатива дека тие имаат договор со СДСМ за владење, би сакале да останат на него и дека не се подготвени да го менуваат? Прво, ние имавме состанок со... Јас имав состанок со сите коалициони партнери кои што се дел од владата и од парламентот, кој што состанок беше јавно обзнанен, бидејќи се случуваше во клубот на пратеници, лидерите на политичките партии кои што се дел од парламентарното мнозинство и застапени во парламентот, се практично и членови на парламентот. Исто така имав состанок и со вонпарламентарните партии дел од нашата коалиција и сите се согласуваат во однос на генералните насоки и политики кои што оваа влада ги води. Успешно ставрување со енергетската криза, економската криза, да не заборавивме она што го ветивме во септември, ние го испорачавме во текот на сите месеци кои што се заднаси во текот на овој месец. Никој не претпоставуваше дека државата ќе продава вишоци на електрична енергија во најкритичниот месец во јануари. Тоа е заради успешните политики и заради трудот кој што го вложија вработените во електроенергетските компании во државниот сектор. Зошто е Алтернатива незадоволна? Второ, ние имавме разговор и со претседателот на ДУИ и со претседателот на Алтернатива. Ја имам редовни состаноци со сите коалициони партнери, дел во се на ниво на повеќе претседатели кога имаме состанок, дел се на билатерално ниво и денес имам со претседател и секретар на еден од коалиционите партнери каде што разговараме за едно законско решение кое што треба да влезе во собрание и каде што на политичката партија која што тие ја предводат и представуваат сакаат да добијат повеќе детали во однос на истото. На состанокот кој што го имавме со господинот Ахмети и господинот Гаши, разговаравме токму за истите теми за кои што разговаравме со сите други коалициони партнери. За председавањето со ОПСЕ, за исполнувањето на обврските на Северна Македонија во скрининг процесот, како и за можноста за окрупнување на зголемување практично на мнозинството и поддршка на носењето и на уставни промени кои што се една од одлуките од многуте кои што не очекуваат пред влегувањето во Европската унија и каде што секој од нас ги кажа своите принципиелни ставови, меѓутоа не стана збор за ресори или за како што некои медиуми прво пренесуваа дека се работело за таен состанок, тоа беше многу јавен состанок каде што кај мене сите состаноци се јавни, сите гости влегуваат на главната врата во кабинетот на премиерот и нормално дека сите служби се присутни кога се одвиваат тие состаноци. Според сведочењето од Алтернатива на таа средба, вие и Ахмети сте признале дека имате проблем со стабилноста на мнозинството во парламентот и дека од тука има потреба од негово стабилизирање, да речем. Немало таков разговор. Знаете, во медиумите секогаш има голем број на
на изјави кои што изјави се Ова не е шпекулација, не е тврдење медиумско, ова е изјава на представник на алтернатива. на претседателот на партијата беше на состанокот. Јас со него имав утрово разговор на кој што нормално продолживме да разговараме за оперативните работи кои што се важни за функционирањето на владата, меѓутоа јас ве уверувам дека такво нешто немало, а особено па не за мнозинството, бидејќи никој не го довел прашањето на мнозинството во парламентот. Ако ги погледнете сите пратеници, без разлика, на дискусиите кои што се водат и во дел на политички партии внатре, никој не го довел во прашање владиното мнозинство. Можен ли е исход од оваа цела ситуација во која што и Алијанса ќе влезе во владата и алтернатива ќе остане во владата? Јас не би можел да преюдицирам такво нешто, со оглед на тоа дека тоа би представувало договор помеѓу сите политички партии и додека таков договор не се случи, не можеме да кажеме дека е финално можно сценарио. Меѓутоа секако дека разговорите ќе продолжат и резултатот ќе зависи од тоа како ќе се постават сите политички актери врз база, пак повторувам, на принципиалните ставови кои што ги имаат, програмските определби и кадровските потенцијали кои што може да ги внесат. Каков е статусот на Демократски сојуз на Павле Трајанов во владата? Тие формално се дел од владата, ама со некои изјави и потези како да не се. Остануваат, заминуваат? Прво, и претседателот на Демократски сојуз Павле Трајанов беше на средбата со коалиционите партнери. Исто така и тој го поддржува европскиот пат на државата. Секако дека ние сме различни политички субјекти кои што учествуваме во владината коалиција и секоја коалиција било каде во светот која што содржи различни политички субјекти, тие имаат право на свое мислење, тоа е основно демократско право, имаат право на своји ставови, меѓутоа ако ќе ги погледнете генералните насоки на Демократски сојуз, сепак тие генерални насоки се за интеграција на државата во Европската унија, за продолжување на диалогот и за затврстување на врските со стратешките партнери кои што ги имаме, а тоа се Соединетите американски држави, Европската унија, и секако дека доколку имаат некое различно мислење, тоа нормално дека се разговара во рамки на коалицијата, меѓутоа секогаш на крајот доаѓаме до консензус и така било до сега и така ќе биде. Значи нивното место во владата не е доведено во прашање. Не е доведено во прашање. Добро, колку е стабилен и обединет СДСМ, особено по јавните наводи за тоа дека Заев подмовно се обидува да го урне Ковачевски и дека договарал со Мицковски набрзо избори по кои СДСМ и ВМРО, без дуи беше оригиналната идеја, ќе направат заедничка влада? Најпрви секогаш тие такви надписи се интересни за јавноста. Тоа е природно, секогаш биле, се и ќе бидат. Најдобриот демант дојде од самиот поранешен претседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Зоран Заев, кој што сите тие надписи ги демантираше. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е политичка партија која брои 84.000 члена. Демантираше дека има претседателска амбиција и дека работи на подкопување на единството во СДСМ, ама не и дека има идеја или план за заедничка влада со ВМРО. Значи, сите во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се одвива демократска дискусија на различни нивоа, меѓутоа одлуките се носат низ дискусија и низ гласање на телата на партијата, а тоа се раководството на партијата, извршниот одбор и централниот одбор, што се однесува до генералните политики, и сите одлуки кои што досега се носени се донесени на телата и се донесени едногласно без ниту еден глас против. Вие поставивте тезата за некаква можна коалиција помеѓу ВМРО, помеѓу Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ВМРО ДПМН, која што беше елаборирана. Јас лично сметам дека тоа е непрактична, нефункционална и непринципиелна идеја од повеќе причини. Прво, ако ги погледнете програмите и ако ги погледнете ставовите по генералните прашања помеѓу Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ВМРО ДПМН, тогаш тоа се диаметрално спротивни ставови. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ДУИ и други политички партии, коалициони партнери на владата, ги донесува најтешките и најголемите одлуки за државата. Членството во НАТО, отпочнувањето на преговорите со Европската унија. ВМРО ДПМН е против. Второ, доколку ги погледнете ставовите на ВМРО ДПМН и на нивниот претседател во однос на предстојните уставни измени со кои што ние го продолжуваме патот во Европската унија, тогаш има неконзистентност од изјава во изјава. Првин се сеќаваме сите, тој на разговор снимен со бившиот премиер на Бугарија кажа дека го прифаќа договорот за добрососедство со Бугарија пред камера.
Потоа кажа дека не го прифаќа. Потоа кажа пред бугарскиот премиер Петков дека е за уставни измени, за да потоа каже дека е против уставни измени, па да бара нотарски заверки од пратениците дека нема да гласат, за да потоа каже дека е за уставни измени ако некој од Европска унија даде некакви гаранции, за да потоа каже дека не е. Со таков неконзистентен став, прво, станаа заложници на левица и второ, стана одлична подлога за провокатори кои што сакаат да ги нарушат односите на Северна Македонија регионално и со тоа да го спречат европскиот пат и европската интеграција на државата. Вие сте против таква евентуална формула? Таа е нефункционална, непрактична и непринципиелна. Какви се вашите односи со Заев? Имате контакти? Јас имам контакти со сите бивши председатели на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, без исклучок. Тие се нормално на принципиелна основа. Тоа се политичари кои што ја воделе партијата, меѓутоа воделе и значајни ресори во државата. И сите тие контакти се во насока кога е потребно одреден совет да се добие, како во приносењето на некои одлуки кои што се позначени, за кои што треба поширока консултација. И секако дека таков инпут од тоа искуство е значаен при моделирањето на политиката. Меѓутоа, тие генерално имаат сите бивши председатели на Социјалдемократскиот сојуз имаат своји кариери, тоа се професионалци. Господинот Заев е вклучен во стопанството, Радмила Шекеринска е подпредседател на партијата на европски социјалисти, што особено не прави горди нас како Социјалдемократски сојуз на Македонија, бидејќи по прв пат има подпредседател на партијата на европски социјалисти кој што е надвор од Европската унија. Професорот Бучковски е ангажиран во своите академски активности и председател. Сакам да ве прашам за една друга идеја која што исто така циркулира јавно периодов. Али Ахмети на средбите со членството и граѓаните што ги организира главно по западна и северозападна Македонија, зборува за потребата од формирање на фронт за Европа, вели да престанеме да се делиме на македонци и на албанци, да се обединиме и да го скратиме патот до членство во Европската унија. Тоа се чита како најава за евентуална широка предизборна коалиција, можеби на сите актуелни партиципиенти во извршната власт, односно во владачкото мнозинство, плюс уште некоја партија, алијанса, некои дури без ја споменуваат, иако тие се воздржани. Дали за вас е прифатлива таква идеја? Ако сте ги следеле моите јавни настапи во текот на октомври, ноември и декември, особено на трибините кои што беа организирани, јас таму зборував за два концепти. Едниот концепт е за Европска Македонија, политички партии, организации, институции кои што се за Европска Македонија и придружување на нашата држава во семејството на европските држави, затоа што нашите граѓани, сегашни и идни генерации, заслужуваат да живеат во земја членка на Европска унија, меѓутоа тука, дома, во нашата држава, а не во некоја земја во туѓина на Европската унија, затоа што нашите граѓани заслужуваат да имаат европски плати. Постојат низа на објаснувања и низа на причини зошто ни е потребно за членувањето во Европската унија. Вие ќе ви дадам една споредба само. Нашите граѓани веќе почнуваат да заминуваат да работат во Чешка, во Словачка, во Полска, што не било замисливо порано, бидејќи ние сме имале поголем и повисок економски стандард од нив. Но самото членство на овие држави во Европската унија го издигна животниот стандард на неколкократно повисок во однос на тоа што го има. Нашите граѓани го заслужуваат тоа и ние треба да носиме одлуки баш заради иднината на сегашните и идните генерации. И од другата страна имаме концепт кој што е за изолација, кој што концепт го предводи политичката партија Левица, кој што со својата популистичка и подпалувачка реторика единствено нешто што прават е изолација на државата од европските текови, дури и заговараат некаква азијска унија за државата, а ВМРО-ДПМН, бидејќи нема став што го објаснив, тие единствено се заложници на ставовите на Левица и во крајниот десен спектар на политичкото делување секој ден се надпреваруваат со нив. Јас вчера ме зачуди изјавата на председателот Мицковски на ВМРО-ДПМН и тоа во делот каде што тој кажува како бил доброволец и победувал во војна
Што значи дека тој уште малку ќе почне да се надпреварува колку луѓе убил во некаков воен конфликт. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има предложено албанец за подпредседател на влада кој што е подпредседател на нашата политичка партија. Да преведам, И ако зборуваме, не сте против таа идеја, напротив ја поддржувате. Јас сметам дека на нашата држава и треба, и тоа во октомври го имам кажано, и треба окрупнување и издружување на сите прогресивни политички партии кои што се за пристапување на Северна Македонија во Европската Унија. И не сте против предизборна коалиција на тие сили на следните избори? Не можам да кажам дали сум против или за, бидејќи сепак тоа е одлука на тела на политичка партија и на Социјалдемократскиот сојуз и на другите коалициони партнери и на ДУИ и секако предмет на оценка и анализа во однос на очекувањата на нашите граѓани. Што ви е планот со уставните измени? Не гледаме ништо на тој план дека нешто конкретно се случува. Ако процесот не заврши во ноември-декември, тогаш пристапните преговори со ЕУ ќе запрат. Првин, уставните измени се регулирани согласно со законска и уставна процедура. Планот е исто така беше најавено и од председателот на собранието. Првин мора да се напишат амандманите за да можат граѓаните да се уверат за што се работи. Затоа се потребни експерти, тие ќе бидат ангажирани во текот на наредниот период, кои што ќе ги напишат амандманите во однос на вметнувањето на други граѓани кои што се само определуваат различно од оние кои што веќе се запишани во Уставот, хрватите, црногорците, бугарите. Меѓутоа исто така интерес изразија, и тоа е добро според мене, и евреите, и торбешите, и египтјаните кои што се дел тука од нас. На мене најдобар ми е примерот на Хрватска, ја често разговарам и со премиерот на Хрватска, господинот Пленковиќ. Хрватска има 24 народи кои што се вклучени во хрватскиот устав и тоа ја зголемува и богатството, ја зголемува и силината, и ја зголемува и просперитетот на хрватското општество. И погледнете ја Хрватска каде отиде. Кога отиде. ќе внесете во парламентот? Во парламентот ќе зависи секако од развојот на поддршката од сите политички партии, бидејќи ова не е процес на европска интеграција на еден човек, на една политичка партија или на една влада. Ова е процес кој што секоја држава го поминува еднаш и завршува со членство во Европската Унија. И сите политички партии имаат одговорност во градење на консензус за влегување во Европската Унија. Можно ли сепак мандатот на овој парламент да заврши без да се заврши оваа задача? Јас не би преюдицирал, вие знаете дека јас за себе кажувам дека сум рационален оптимист, така кажував и кога ги почнавме преговорите, никогаш не се вржував со датуми, со оглед на тоа дека јас верувам во остварување на целта, меѓутоа работам на остварување на одредена цел. И ако погледнете што се е направено за 12 месеци во мандатот на оваа влада и во делот на економијата, исправувањето со енергетската криза и најголемиот пакет на антикризни мерки оценет според Светската банка и почеток на преговори со Европска Унија кои 17 години беа заглавени, мислам дека ова е цел која исто така сите заедно мораме да ја оствариме. Во однос на Бугарија, тензично е периодов, остана нејасно што од препораките на Советот за безбедност и на председателот Пендаровски прифаќа да имплементира владата, особено дали ќе им биде забранет влез на еден европратеник и на уште неколкумина бугарски државјани на 4 февруари. Најпрвен на Советот за безбедност, каде што присуствуваат и министерот за внатрешни, председателот на собрание, министерот за надворешни, одбрана, директорите на безбедносните служби, се разговараше за сите аспекти. Прво, темите беа и председавањето со ОПСЕ и одредени теми кои што се од делот на одбраната, и се разбира развојот на настаните со Бугарија. Состанокот беше класифициран како строго доверлив, така да не може да се споделуваат детални информации кои што таму беа разговарани, но она што го кажа председателот на државата на пресконференцијата всушност е сублимат на она што се разговараше. Министерството за врз основа на разговорите на Советот за безбедност, Министерството за надворешни работи на седница на влада, практично наредниот ден, беше задолжено да обезбеди мирно, достоинствено чествување на 4 февруари, роденденот на Гоце Делчев, и за тоа Министерството за внатрешни работи во комуникација со безбедносните служби, тука пред се мислам на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, ќе ги спроведе сите потребни активности согласно со законите
кои што важат и согласно со процедурите. Дали тоа подразбира и евентуална забрана за влез на еден европратеник и неколкумина други Значи, државјата? дефинирањето на влезот во државата на странски државјани се регулира согласно со Законот за странци, каде што има член во кој што е наведено дека на државјанин на друга држава, кој што сака да влезе во нашата држава, а доколку представува закана по јавниот поредок, националната безбедност, меѓународните односи или по јавното здравје, може да му се забрани влез во државата. Проценката за личностите, проценката за тајмингот ја прави Министерството за внатрешни работи, нормално врз основа на информациите со кои што располага и врз основа на информациите кои што ги споделува со другите безбедносни служби. Тоа ќе биде одлука на Министерството за внатрешни работи. Она што јас би сакал да апелирам, а тоа е да бидеме мирни, да бидеме достоинствени, бидејќи Министерството за внатрешни работи ќе направи се да биде во најдобар ред одбележано раѓањето на великанот на македонската национална борба Гоце Делчев. Благодарам за овој интервју. И благодарам и на вас. Почитувани, овде ќе се одјавам, ве поканувам по паузата да ја одгледате новата саботажа. Пријатно од мене. Пратениците никогаш не се вознемируваат кога ќе чукне часот да се ги земат дневниците или да се ги наплатат патните трошоци. Ама исклучително се лути кога во незгодно време ќе им титне телефонот на кој се појавува поштенско сандаче со порака од собраниските служби. Првиот одговор е во 9:03 минути денеска, вториот одговор е во 9 сати 12 минути денеска. Значи, СМС ми прати од службите, меѓутоа во моментот ја возев, идев на работа. А вториот човек на СДС ми изгледа ниту оди на работа, ниту му звонат, што ми изгледа тотално неинформиран за тензичната предновогодишна дебата на новото партиско раководство со поранешниот лидер. И што е најчудно од се, мило му е што воопшто не ни бил поканет. А дека тоа се случило, а што се разговарало, не би можел да коментирам, не сум присуствувал и, да кажам, од една страна, може би до негде ми е драго што не сум присуствувал. Оние пак што тајно се среќавале не кажуваат ниту збор за планот преку преврат во СДСМ да се предизвика излез на ДУ и влез на ВМРО и предвремени избори во мај. Во таква ситуација, нивното поведение е предмет на ептен слободна интерпретација. Секој пат кога он имаше тие такви тајни средби, дали со Заев, дали со Пендаровски, за кои што и ти знаеш, па и со Таравари и со другите, он ќе излезеше на прес и ќе каже готово 61, готово паѓа владата, готово незадоволни се пратениците од СДС. А ја мислам дека они координирано, да ми простите на збор, го заебаваат. Значи, они си го заебаваат, го нашле суртук, значи, кога ќе најдеш суртук, ти си го заебаваш. За некого може се да е предмет на зафрканција, за некого прилично сериозен проблемот и баш сега се решава кој ќе биде скитник, а кој ќе пали и гаси. Ситуацијата е прилично комплицирана, штом еден абдоминалец диагностицира воспален апендикс. Дуј е позната и препозната по внатрешната демократија. По можноста различни луѓе да представат различни идеи кои што се разликуваат од мнозинската. Но тоа е се додека не се премине на една граница на анархија. Тогаш секоја организација си превзема мерки за да си го зачува функционирањето. Имам чувство дека веќе сме на таа граница. Кога сме веќе кај границите, не треба да се занемаруваат ниту оние кои сметаат дека тие не ни требале да бидат избришени. Таа болка се уште трае и тешко дека кога било ке помине. Треба ли Македонија на ова да биде рамнодушна? Воведете ли санкции на Србија исто како сте ги вовеле на Македонија? Ќе се воведе исто така, ќе се укине безвизниот режим. Ќе не тераат и нас да им воведеме виза на Србија. И на крајот, за оние на кои не им треба пасош, ниту виза, туку карта од Македонија. Подрачје на општина на Република Северна Македонија. Јас мислам дека такви личности кои што на тлото среде Скопје во Прилеп, во Република Северна Македонија во Скопје. Додека сите размислуваат надвор од границите, на некои моди тешко да се снајдат и во постојните.